Гојазноста кај младите денес е склоп на повеќе комплексни фактори, од кои како најважни би ги издвоила прекумерната исхрана на премногу процесирана храна, која на вистина многу ја консумираме во денешни времиња, недоволниот сон и хроничниот умор кој сето тоа го предизвикува, недоволната едукација како на младите, така и на родителите и секако седентарниот начин на живот пред екраните. Исхраната има огромно влијание и она е првиот фактор кој предонесува за зголемена телесна маса кај младите, бидејќи, како што напомена и Маја, денес конзумираме многу процесирана храна. Таа процесирана храна е многу калорична и нашето тело не може да го се тоа преработи, па го складира како масти и на тој начин ја зголемува нашата телесна тежина. Колку со она исхрана, редовна или пак здрава, можеме нешто да намалиме од тежината или пак дебелината која што ја поседува? Па да, премногу. Значи, доколку ја регулираме храната и ја смениме исхраната, ја направиме здрава исхрана, тогаш со сигурност ќе ја намалиме телесната тежина, но едно нешто треба да ни биде многу јасно, бидејќи со исхрана ние ја подобруваме телесната тежина, но не го подобруваме здравјето. Значи, доколку cilеме, односно се стремиме кон здравје, треба да работиме и на другите фактори, како движењето и сонот, па и регулирањето на стресот и емоциите на нашето тело, за да постигнеме вистинско здравје. Ќе ви објаснам само еден пример. Доколку конзумираме, да кажеме, едно чоколадце која е од 100 грама или 50 грама, ни треба околу час време пешачење, најмалку за да го истрошиме. Доколку конзумираме еден енергетски пијалок или сок кој има додадени шеќери, исто толку време ни треба. Што значи, кога примаме ваква храна, ние едноставно не можеме да се бориме со неа само преку физичка активност, ако ме разбирате. Значи, физичката активност ќе ни донесе до здравје, но доколку не применуваме физичка активност и само храна, пак може да ја намалиме тежината, но нема да успееме во нашето здравје. Како да ги научиме дечињата, уште оние ученици од прво до 6 оделение да конзумираат здрава храна? Да, многу е важно овде да разбереме дека децата не учат од тоа што го зборуваме, туку учат од тоа што го гледаат. Затоа односот на родителот е клучен фактор овде, бидејќи децата примаат сен или тие се сунгери. Во овој случај многу е важно да бидеме свесни дека здравите навики се градат од самото раѓање на дечињата се до 7-та година од животот. Таа рамка е клучна за воспоставување на здрави вкусови, презентирање дека храната е многу важен дел од нашиот живот. Во тој домен многу е важно совет за родителите да направиме храната забавна, конкретно зеленчукот, децата многу не сакат да го консумираат. Зеленчукот да го поистоветуваме со суперхерои, да готвиме заедно со нив и многу важно да не ја користиме храната како казна или награда. Исто така, сакам да напоменам дека воспоставување здрав однос со храната не се ствара само дома, туку и во градинките, бидејќи до 7-та година децата одат во градинка. Градинките, според мене, потребно е да направат реконструкција на нивното мени, бидејќи премногу се базира на бело брашно и рафинирани шеќери. Доколку имаат потреба од поддршка, ние како професионалци им стоиме на располагање да направиме реконструкција на тоа дневно мени, да го направиме богато, нутритивно и со тоа заедно да создадеме здрава млада генерација. Димитриев, има ли некоја формула што со што да се внимава при исхраната или пак како да се комбинира? Да, најважно е ние да ги запазиме внесувањето на трите макронутриенти, кои се јаглихидрати, протеини и масти. И јаглихидратите треба да бидат добро контролирани, бидејќи они се најголемиот проблем, односно оние високогликемични јаглихидрати, кои се добиваат од процесирана храна,
односно бели шекери и проработено бело брашно, тие се најзастапени во нашата храна и го пореметуваат нашето тело на тој начин. Протеините, како што реков, исто од природно потекло, да бидат јајца, млеко, млечни производи, месо, но пак да се внимава да не се внесува во нив и антибиотици и сите други додатоци кои го стават во модерната индустрија. Од мастите, многу важни се омега-3 мастите, кои ги има во рибата, авокадо, јатки и други производи кои содржат омега-3. И луѓето секако да внесуваат големи количини на овошје и зеленчук, но тука мора да нагласам да треба да се пази многу, да не се прават само сокови од овошје или зеленчук, бидејќи се тргнуваат влакната кои ги има внатре во овошјето и зеленчукот, тие се многу важни за нашата цревна флора, а цревната флора е главниот механизам кој ни ја проработува храната и не носи до едно перфектно здравје.